Къде има? Да. Па добре, и кога те черпил той? Ме черпеше еднаш, али това не можем да му го забравим уопšte. Защо, ма? Еднаш ми вика, Стево, Мендолинче, утре ще те носим у шампионче да те черпим, ми вика. Като не стях били в Лисабон, нищо. Леле, викам, леле, замисли, че ме черпи Стево и че ме разчерпи и отба се облечуем така сексуално, знаеш, скроз вака. Да. И излегуеме со Стево вака. С него. И довадяме тачно пред шампионче. Браво, и какво? Кога што да гледам еден калабалак унутра. Леле, Какъв калабалак? майко, викам, што е ој бе? Не. Отворим вратата вака. Кога што да гледам? И какво виждаш, де, какво? У една маса, кого да гледам, го гледам тој министарот Прчковски. Не де има? Леле, гледам, викам, 100% прави ратни план како да го осваја без пазар, богати. Не де има. С коя вратовръзка беше, ма? С жълтата или с другата? Една ушара му беше скроз. Тия две ги има. Да. А до него го гледам, па замисли се кого гледам до него. Кого гледаш ме до него? Тој со брадата, тој, како се вика, тој... Тошо Петров. Тачно! Знам тој го Тошо. Работлив човек. Леле, викам, 100% пишуе Адмадман за 12 Божји заповести, викам. Чакай ме, защо 12? Само тамо нема турено Адмадман и тамо ќе го тура. Па работлив човека, бе. А замисли се до него кого гледам? Кого гледаш, ме кажи. Кажи кого гледаш. Тој Зибери. Го познаеш тој Зибери? Зибери? Да. Не го познавам. Кой е той Зибери? Да не се мешаш ти. Значи и ти го познаеш, щом знаеш дека ќе ти го збибери. Па кой е? Кажи му и на него и на мене. Ай, кажи му. Тој што ќе ти го збибери, тој. Чакай, ма. Чакай, ма, той значи от малцинството. Тачно. Ами, че аз затова не го познавам. Зашто не го познавам? Ами при нас в България няма малцинства. Ма немој, молим те, нема малцинства. А таа турска варијанта што сте ја правиле тамо? Не, тая турска варианта така я пуснахме да им замажем очите на тези. Ма немој, От Европейската заедница, от Обединените нации, ще е така. Добро, мори, тој Асан што бил тамо у Турско, како се вика сега кај вас? Как бил? Асан. Не, Асен е при нас сега. Асен? Асен Билбилов. Гледаш? Ма нормално бугарска работа да ја прекрстуе. Ами какво искаш, бе? Един народ сме, какво? Асен. Само българи. Няма друго. Слушај ме, Долино. Какво искаш? Слушај ме сега, и му викам, ја на Стево, сега му викам, Ти му казваш на Стевче, бе. Какво му казваш? Добре, бе, ајде објашњавај ми сега ти на мене, каде ја овој калабалак тука да седнем, му викам. Не де има. Той на теб какво ти каза, Мадоно? Ми вика, еве овде да седнеш. Простак еден проститутски, цигански, скроз богат. Мадоно, знаеш, че това е също като Карев, когато му каза на Дьорче Петров. Що збориш, мори ти? Да, като влезде в кафенето, опечалена Карев, господина Петров му вика. Або господине Дьорче вика, къде да седна да еба мама му? Що му вика он на него? Кой? Еве овде да седне, а? Не. Той му казва, където искаш, бе, войводо. Леле! Македония, вика, опечалена е наша, вика, няма проблем. Како ваше мори опечалено Македонија, срамото една богати бугарска? Нема да си безобразна уопšte богати. Ама чакай. Видео опечалено, нема да ти залепуем една богати. На кого ме ти ще му залепаш? За тебе бугарска една варијанта. Колешки, овој за Бугарија, ова е безобразна, ма види што прави богати. Остави тоа друго, сакам нешто да ви кажам. Нешто страшно. Што се деси? Ние тука нели като женски оркестар имаме право на консумација? Да, имаме. Тачно. Колко имаме право? 15 капчини, така ли? На мен не ми стигат обаче. Ти да сега гледаш работа. Дека нас се знае. Парламент што е парламент, кој ќе каже господин Андов, ај сега пауза по 15 капчина, сите по 15 имат. Нема кој те ударе. И домашни колбаси. Ич не им ја гајле за нас. Ама ајде бе, молам се договоривме до пауза, не смееме ништо орално да консумираме. Нели тоа? Ја викам да консумираме орално, ја викам морално е да консумираме. А може и канално ако треба, не е проблем. Зависи кој как сака. Да. Ама да ви кажем, главни кривци са келнерто. Да. А јас не сакам да кажам кој, ама има меѓу нас некој што и прабира и у својот кревет. Само дискретно ќе поледнам на таа страна. Што се полиш, Морко, не токму? Што се полиш? Мацо, ти што си отворил една муцка толкова ко ти чурапа, море? Што се утегиш на мене толкова? Пази как се понашиш, знаеш? Јас сум официрска керка. Ау, ако си официрска керка, мора, што доеш во Босна да им свириш јуриштото трубата. Мора, што збориш, мори? Она може само марш да свири, удрина да им свири. Марш удрина тамо. Точно така. Јас имам висока музичка школа, ВМШ.
ВМШ. И тоа кај се вика тоа другото кај се? Това се казва консерваторий при нас. Може и тоа го имам завршено, дек да знам па најпост. Јас сум имала солистички концерте. Де има пацата, де? И тоа в универзалната салата. И тя ние градихме, българите правеха. Па вие градите, ми ја реновиравме после нормално. Да. Тоа ги држах концерт за добротворни сврхи, за умпропор. Така некој тебе джабе ако те викне. Не е джабе, тоа е за црвен крст, ти не знаеш што е тоа, црвен криш се вика. Да. Rdečи криш. Да. И за него сум Да, сум добре, пеел. браво, пат. Тоа ги пеех таа, о гулаби бели. Не де има. Песата е пеета. Ние у шутка у хор сме ја пеле таа. Ој, голуби, бели... Не е така песата е така. Шутка. Слушайте, о голуби бели, птици во мајски лен, носете поздрави брели, ми дае во цел свет. Браво, пачо. Шо си се раскокала, мори, како скакулец некој? Видава, ва е тенот качена. Ти знаеш што ти целата универзална салата ми плескише на мене. Едва и чекале да заврши со пеењето, затоа. Да. Лично Ацо Джамбазов, по-стари, ми беше диригент. Леле. Да, он мајше там, се напрчичка па така по хор там по тоа. Ти оркестар ше свире. Па не го слушат, изглежда, ма. Па сигурно, има по престо така да работат, разбираш? Да, разбирам те. А кога се исправи еден лепотан. Не де Да, има. ми ти лептир машна. Не А дей. тука една црна брадичка така тенка. Мустаците избричани. Де. Кошуля бела, лично Анче Джамбазова му има пеглено. Иден смокинг. Ус едно копченце тука. Да. Панталоните изпеглани, муда са прасечки. И пандофли. Ау, амор, зашмор папучи? А зашмор папучи, гледаш как не знаеш? Заш папучи. Заш уметник човекот. На уметничка база папучи носи. Да. И тръгна така, он ма гледа мене и аз го гледам него, разбираш? И тръгна да ма бакне ръкта. И ясна дека него така. Ниша му вкукавто ме разбираш. Едно возбуджение отнътре така ми да возбуджение. Тука така напръхнена. Де има? А тука така настръхнена. Докъде? До тука. И така му я подавам ръкта да ма На бакне. него. И в този момент пред мене се изпърчи тая виолинистка, така се вика тая. Радка Димитрова знам. Точно, и на нея я бакна ръкта. А мене още ми изтича по човек от мато. От тоги ми се на мене такви джангарливи очи, ако сега ги да знаеш. Да. Тъв. Що тъв? Па секој си има свој 5 минути у кариера. Трябва да знаеш да изкористиш там. Примерно, мојот покоен муж беше прва виолина у клуб на пратеници пред ова изборите. Свиреше за социјалистички, за ЦК, за синдикат, за... Абе, немаше буџован кој не го тражеше за свирење. Колку пути ми го имаат вадено лично на мене од кревет у полноќ. Не де имаше пице на Да. тебе. Ма защо си им давала да ти го вадат, ма? Ма кој те прашува колешки ќе свирне Мерцедесот ти готово трт мрт свирење или смрт? И ќе го Да. извадат. Арна мајте гутепова плурализмот, па многу нарачки за свирки и срце го фркна човек. Шефице, питаш ли ме мене, ма колко аз там при нас съм свирала? Кой те пита, бе, като ти кажат свири, аз свира. Чекај, мори! Полец, камори, ќе ти се разцепуе рамониката, полец, бога. Колешке. Не разсипай, ме, кажете. Тоа е типичен комунистички синдром. Сите така сме свирале, сите така сме свирале. шефице, Да. не, в грешка сте. Това е чисто български синдром. Ако не искаш да свириш, ще те пуснат в задругата там да береш ябълка или корнишонки, криви, краставички, тия вака. росни краставички. Леле, женски, да ви кажам што ми се деси, апропо корнишонките. И ти си Да бирала. ви кажам вчера што ми се деси. Ми доаѓа еден млад индивидуален земеделски производјач на патлиџани. Да, пътлиджани. И ми вика, Извини, Чичолино. Да не е случайно от южните краища. не знам, активист на земјоделската прогресивна партија. Той е от нашата партия, партията на колозовцата. И ми вика, сега да ви кажам што ми вика. Значи, вие, госпоđo Чичолина, и вашиот оркестар, не да сте створени за ужитак. На тебе ти вика. Да, мене ми А вика дали пита нормално. нещо за мене, пошто лично ме познава човек? Па наравно за музика ми збореше човекот.